кога зборуваме токму за таа појасна слика, за едукацијата, за информацијата и за она кое што е важно да се говори, секогаш тука се и здравствените состојби, поточно нарушување на истите, или пак ако зборуваме за оние заболувања кои што се меѓу првите на листата, како кај нас, така и во светот. Сакаме да ги отвораме овие теми и се со цел да ги добиеме соодветните совети, препораки, но и она кое што е во насока на превенцијата. А ако го споменеме дијабетесот, тогаш ќе кажеме дека навистина е неопходно и состојбата како кај нас, па така и глобално е алармантна во однос на бројките и од тука добро е да се говори, како и за важноста на навремената терапија за сите оние кои што се соочуваат со дијабетот. И една мала статистика или она кое што е познато за дијабетот во светот, лицата со дијабет и бројката која што се зголемува за жал, околу 830 милиони луѓе во светот живеат со дијабет, над 90% од случаите се диагностицирани со тип 2, а околу 250 милиони луѓе не знаат дека имаат дијабетис. Она кое што е тренд во последен период е дека бројот на заболени драстично расте во последните 30 на години и се очекува до 2050 година да достигне 850 милиони луѓе. Растот е најголем во земји со среден и низок приход, а во однос на тоа каква е состојбата кај нас, што се однесува до статистиката, но и она кое што е особено важно, а тоа е поддршката во однос на лекувањето, терапијата и сите информации кои што треба да се знаат за превенцијата, како би распознале, а истовремено и би го контролирале дијабетот. На оваа тема навистина имаме одлични соговорници, човек кој што се соочува со дијабет целиот свој живот и доктор или докторка која што ќе ни го образложи сето тоа од еден стручен аспект. Во студиото заедно со нас е доктор Елена Бансколиева, специјалист интернист и нефролог, и Бојан Киров, лице со дијабет, поранешен председател на Сојузот на дијабетичари на Македонија и човек кој што прилично нормално заради својата состојба е во тек со самата ситуација, но и човек кој веќе години искрено говори за својата состојба. Добро утро и добро ни дојдовте во утринска програма. Добро утро. Потикнати од она кое што пред неколку денови стигна како информација или алармот кој што го објавија Сдруженијата за дијабета, тоа е недостатокот на глукомери и ленти кои што се потребни за мерење на шеќерот во крвта и се разбира следење на состојбата. Сметавме дека е добро малку да позборуваме токму по ова прашање. Тоа е еден ризик ако недостасува одредена терапија или лекување, тогаш веројатно самите пациенти се чувствуваат, но и се соочуваат со тој ризик. Па ево таму би почнале, она кое што ти ми го кажа Бојан пред да влезеш во студиото е дека доаѓаш токму од аптека, каде што во моментот веќе се стигнати новите глукомери кои ви следуваат на секои 2 години, така? Да. Благодарам за поканата, пријатно е друштвото овдека утринско. Глукомерите се многу битен сегмент, многу битна алка во добрата регулација на секое лице со дијабетес. Глукомерите се тие кои што всушност ни покажуваат каква ни е состојбата во моментот. Шеќерот, нивото на шеќерот во крвта е многу вариабилен, се менува на секој, ајде да не претерам, пола сат, ама веќе на сат и пол, има страшни поместувања. Ако сте се разбудиле наутро со добра гликемија, не значи дека во текот на денот или после наредните 2 часа после првото кафе веќе имате промена на гликемијата. Така да проверката на утринскиот шеќер и на особено за лицата со тип 1 дијабетес како мене, ние мериме шеќер најмалку 5-6 пати во текот на денот. Тоа значи 5-6 боцкања во прстите. Ова се тие нови глукомери кои што јас денеска го подигнав, видов дека веќе пристигнале во инсулинската аптека кај што јас ги подигам. Сега прашањето е и она... Бојан, извини, овие се бесплатни за секој Да, пациент? овие се од страна на Министерството за здравство, од програмата за дијабетес, се обезбедени, како што ни е терапијата обезбедена од страна на државата и глукомерите ни се обезбедени. Меѓутоа, она што мене не ми стана јасно последниве 20 години, не знам ни дали ќе ми се разјасни некогаш, прво зошто се доцни, овие глукомери да кажеме дека се нови и дека исполнуваат некаков стандард, не знам, ќе го тестирам, ќе проверам. Меѓутоа се сомневам дека е тоа така, затоа што ако почнете да гуглате, ќе видите дека многу тешко можете да најдете информација за овој тип на глукомери. Зборам за нивниот стандард, за нивната прецизност, која што е резултатите кои што би ги
Ивана спомна во најавата дека во земјите со дијабетесот е позастапен во земји со низок и среден БДП, ајде да го кажеме, изгледа дека ние сме некоја земја со многу висок БДП затоа што очигледно добиваме некои страшно квалитетни глукомери. Да, веројатно ако зборуваме за животот со дијабет, има многу што да се каже. Бојан, ти си пациент или лице со дијабет тип 1, кој што ете и од доктор Елена во положение ќе слушнеме разликата или ќе се потсетиме, сме зборувале многу пати за тоа, разликата помеѓу тип 1 и тип 2, односно она кое што е клучно во однос на таа разлика е дека е од многу рана возраст и дека всушност е генетска предиспозиција, поточно генетскиот фактор е тука доста важен, но исто така се важни распознавањата, симптомите, тука и едукацијата на пред се родителите кога е детето мало, но и понатаму нели за подигнување на свеста, како и на кој начин би можеле да го контролираме, да се консултираме, поточно да се консултираме со доктор, да не боже се диагностицира, па потоа да се контролира. Па може да одиме рамномерно. Доктор Елена, ајде малку за Бојан спомена за конкретно тоа што е актуелно, а од тоа се глукомерите, но ние би дали еден мал вовед во однос на самото заболување, дијабетот како таков, со оглед на неговата честост, како кај нас, така и во светот. Благодарам за поканата. Да, точно, како што напомена Ивана, постојат два типа на дијабет, тип 1 и тип 2. Тип 1 дијабетот е автоимун процес во самиот организам и тука не може нешто многу да се влие, бидејќи е нешто што се појавува во раната возраст кај децата. И најчесто се детектира од страна на родителите. Или пак од страна доколку се направени некои си рутински анализи кај детето, доколку или во рана возраст, доколку е болно, има некој тригер фактор кој што се случил во тој период, се открива на некој си случаен наод. За разлика од тип 2 дијабетот, тој се јавува низ годините и може да има генетска предиспозиција и тука има голем број на фактори кои што може да влијаат. Значи, како нездравиот начин на исхрана, одредени стрес фактори кои што можат да се превенираат нели во пораната возраст, за да не, ако имаме веќе генетска предиспозиција, за да не настанат како што ние нели старееме, а исто така некогаш и не може да се влијае на истото затоа што некои фактори главно предоминираат и всушност доведуваат до појавата на тие првични симптоми. Кога станува збор за тип 1 дијабетот, пошто напомена кои симптоми би можеле нели секој родител да ги препознае, тоа воглавно се симптомите како и за тип 2 дијабет. Најчесто кај децата може да се јави дека детето е по-мрзливо, не мрзливо, туку е по-летаргично, значи не е по-поспано, нема токава енергија за движење, има зголемена жет која што родителот би можело да ја препознае. Може да се појавуваат епизоди, нели тие не знаат дека се тоа хипогликемични епизоди, но може детето наеднаш да се препоти, да добие чувство на глад. Значи, кога родителот ќе го препознае сето тоа, сепак ова е повеќе и педиатриска нели проблематика, треба веднаш да побара стручна помош, односно да се обрати кај својот педијатар и да се направат основните лабораториски анализи со кои што би можело да се види дали станува збор за нели нарушена гликемија, односно да се доиследи детето и да се веќе ако треба да се нели да се додиагностицира со тип 1 дијабет. Во случајот пак со тип 2 дијабетот, најчесто исто така се откриваат со рутински лабораториски анализи. Во денешно во модерно време, јас повеќе ќе кажам и од мојата пракса што се случуваме, е состојбава на хиперинсулинемија, која што буквално модерниот начин на живење и користењето на секаков тип на исхрана, брзата исхрана, која што секој од нас нели некаде попатно ќе ја земе да ја конзумира, влијаат многу на таа состојба на хиперинсулинемија, која што се нарекуваат и состојба на преддијабет, каде што луѓето не се свесни дека во ова динамично време всушност има хиперинсулинемија која што води кон состојба на инсулинска резистенција, која што пак таа е всушност еден главен предиктор за состојбата на преддијабет. Тука имаме некакви симптоми, доктор Елена, кои што може некако да го насочат човекот да направи некакви испитувања за да што порано се открие состојбата. Да, затоа што и Ива напред малку сподели дел од истражувањата кои што велат дека најчесто нема никакви симптоми или луѓето имаат дијабет и живеат со дијабетот, а не се ни свесни за истото. Да. Кај состојбата на хиперинсулинемија може да се појави состојба каде што ќе приметите дека имате не енормно, туку зголемувањето на масното ткиво во пределот на стомакот. Значи,
пример, гладувате или имате некаков тип на диета, а никако не успевате да ослабете. Енергијата се намалува. Може да се појават така наречени, тоа се како кондиломчиња, брадавичести формации кои што се на предилекцијските места, например под пазувите, околу вратот, кои што може да индицира дека можеби станува состојба за хиперинсулинемија. И индикатори лабораториски, кои што се всушност главните индикатори, кои што ние ќе го приметиме истото, значи покачени ензимски статуси, значи тоа е АЛТ, АСТ од страна на хепарните ензими, гранична гликемија која што секогаш е некаде околу 5,8, 5,9, која што може липидниот статус исто како таков, кои што може да ни дадат насока на нас интернистите, нели кардиолози, нефролози кои што сме во ендокринолози во таа проблематика, да ни дадат насока дека можеби треба да го испитаме и инсулинот. И кога веќе истото ќе се докаже како такво, тогаш може да се даде и соодветна терапија каде што ќе се стави сето тоа под контрола. А некогаш пак постои состојба каде што имаме како што напомена ЦЦТ, каде што пациентот и само не е свесен, всушност функционира со висока гликемија и веќе ќе дојде момент каде што повторно на некој дали систематски преглед од работа или пак рутински преглед кој што си го направи на годишно ниво, ќе се примети присуство на шеќер во урината или пак ќе се појави гликемија која што е повисока од дозволените граници и веќе тука и генетска предиспозиција ќе се добие во анамнестичкиот податок дека нели има некој во фамилијата, веќе е ние го диагностицираме нели дополнително, но веќе тоа е напредната форма на дијабет. Доколку може да се надоврзам на докторката, јас кога ме прашуваат луѓе што ме познаваат дека живеам со дијабетот, деме како го чувствуваш? Јас им велам шеќерот, нели, народски кажа. Шеќерот не боли, него едноставно потребни се овие рутински контроли, барем еднаш годишно, особено после некоја возраст кога ќе навлеземе, пожелно е секој човек да си направи проверка на гликемијата, да си го провери шеќерот, просекот. А ти како лице со дијабет еднаш во годината ги практикуваш? Не, ние тип единица дијабетичарите, лицата со дијабетес, се извинувам, одиме секои 3 месеци на контрола. Како контролите, за да може да се одржува состојбата во Центарот за дијабетес во склоп на клиника, во државна болница, матичните ендокринолози ни закажуваат термини, обично ни земаат крв од вена, се проверува просекот за последните 3 месеци или популарно HbA1c гликолизираниот шеќер во крвта. Во зависност од тој гликолизиран шеќер, иако овој параметар HbA1c полека во светот почнува да станува од секундарно значење, примарно значење се дава на континуираното следење во домашни услови, а тоа се овозможува со оние популарни сензори, што ги спомнавме во пред емисијата во разговорот, не со овие апарати. Со овој апарат вие не можете да имате континуирана слика за нивото на шеќер, затоа што се боцкате сега па после неколку сати, во тие неколку сати, како што кажав и на почетокот, шеќерот може и нагоре и надоле да се... Да. А што е предноста на сензорите? Сензорот ви дава информација на една мала апликација која што се инсталира во мобилните телефони и вие имате како графикон на секои 3 минути нова информација. Сега замислете колку е тоа попрецизно и подобро за мене, ми го олеснува животот, кога јас би требало секои 3 минути да се боцкам и овие 6 Сензорите исто така следуваат како гликомијата? Не, за сензорите има посебно, да речам, за мене многу строги критериуми кој пациент ги добива, кој не, или кое лице со дијабетес ги добива, кој не. Предност секогаш им се дава на младата популација, на децата, значи до 26 годишна возраст, сите лица кои што имаат дијабетес го добиваат сензорот. За нас, што сме постари од 26 години, постојат некои критериуми кои што, да бидам искрен пред целата јавност дека јас никогаш не би посакал со овие критериуми кои што се сега актуелни, никогаш не би посакал да го добиам сензорот од државата, како што го добивам ова апаратче, затоа што критериумите се или да имате бубрежни оштетувања, да значи да одите веќе на диализа, како резултат на лошо регулиран шеќер, или да имате 90% изгубен вид, или да имате кардиолошки интервенции, стентови и така натаму. Значи тоа се нуспојави, последици од лошо регулиран дијабетес, а сензорот ја има спротивната улога и функција да ви го регулира дијабетесот, да не дојдете до овие состојби, така да... Малку е контрадикторно, малку повеќе. За жал.
повторно се враќаме на она има нема пари во буџет и така натаму. Така, рековме, неодамна беше информацијата или, да речеме, апелот од лицата со дијабет, кои што се дел од Сдруженијата за дијабетичари, како дел исто и од Сојузот, дека има недостаток. Ова кое што денеска ни го кажуваше најнова информација, дека веќе се пристигнати, ама спомена со задоцнување. Колку обично се случува тоа задоцнување, во смисла на тоа колку пак ваквото задоцнување е ризик за здравјето, што е она кое што нели може да се случи? Знаете како, кај нас некако се востанови некоја пракса во ноември, кога е светскиот ден на дијабетесот, обично тогаш да се затвори онаа тендерска постапка и да се почне со испорака на инсулините, иглите и на глукомерите, од прилика во ноември, крајот на ноември, почетокот на декември. И тендерите се распишуваат секои 2 години, затоа што во тие 2 години имате зголемена бројка на нови лица со дијабетес, значи количините што се набавувале пред 2 години веќе се недоволни, за жал. Така да секои 2 години се отвара нова тендерска постапка, таа треба да се отвара некаде во летниот период, затоа што тоа е процес што трае неколку месеци, нели се пријавуваат компаниите кои што ќе ги дистрибуираат, ќе ги даваат сите потребни, се она што ни е потребно нас, инсулините, иглите, апаратите. И после тие неколку месеци во ноември веќе треба да биде се завршен целиот процес и да почне доставувањето до инсулинските аптеки, од каде што ние ги подигаме сите овие потребни работи за како наша терапија и помагала. И сега замислете вие, ова требаше да стигне во ноември, јас го земав на 16 април. Стресот во меѓувреме си прави многу други последици или ризици по однос на здравјето, но едноставно понекогаш треба, чисто велиме, да влеземе во чевлите на другиот, за да видиме. Мене не ми е јасно како дали некогаш ќе се вратиме назад во оној редовен циклус, кој ќе заврши таа втора година, тој 24 месец од претходниот тендер, дали на време ќе се почне дистрибуција, набавка и се како што види за жал низ години постојано се менуваат и оваа влада и онаа влада, сите нешто ветуваат министри. Мислам дека веќе станавме имуни на нивните ветувања, како што спомна докторката за инсулинска резистенција кај дијабетичарите, ние станавме резистентни на нивните ветувања. За жал. Бојан, и ти предно ако истакна дека преваленцијата е навистина голема во нашата земја и од некои статистики нели кои што ги споделивме на самиот старт од емисијата, генерално ова е состојба здравствена која што зема голем замав во светски рамки, меѓутоа Македонија е со една малку повисока стапка, да речам, од останатите земји, па еве може да ги споделиме и тие податоци и колку тие треба да бидат загрижувачки и за луѓето, за тоа да направат некаква промена во начинот на живење и функционирање, колку што можеме нели да спречиме одредени состојби и генерално на што се должи, доктор Елена, таа висока стапка која што ја имаме. Веројатно стресниот начин на живење последниве години си ги носи нели последиците, веќе ги чувствуваме, меѓутоа можеби некој друг фактор е тука присутен кој што влијае. Мултифакторијално е, значи го напоменавме, исхраната, физичката активност, стресот како таков, но и еден медицински аспект кој што се вели превенција, односно ненавремено јавување на пациентите во своите матични амбуланти, каде што се почнува тука. Значи, ние немаме на некој начин една здравствена култура, како што ја имаат, например, европските земји, каде што секој од нас, нели, барем еднашка годишно, зборувам за здравата популација, ќе се обрати кај својот матичен лекар и каде што ќе се направат тие обични рутински анализи, кои што се многу голем предиктор за што и да е понатака во животот. Кога станува пак збор веќе дијагностициран пациент, тогаш тие контроли се веќе и на многу со почеста фреквенција, например како што напомена Бојан, дека се тие веќе и на 3 месеци, бар кај нас во амбуланти, бидејќи самата состојба како дијабет главно ги афектира крвните садови. Значи, развива состојби од кардиоваскуларни болести, ги афектира бубрезите, ги афектира очите. Значи, буквално имаме тука еден мултидисциплинарен пристап, каде што треба ние сите кардиолози, ендокринолози, нефролози, па и офталмолозите, да влеземе во тој мултидисциплинарен пристап кај лицата со дијабет. Бидејќи, кога станува збор за превенцијата, постојат медикаменти кои што многу порано
бар денешната медицина го дозволува истото, можат многу порано да се дадат во многу во пораната фаза кога ќе се појават првите лабораториски параметри, например како покачени, еве сега ќе спомнам од нефролошки аспект уреа креатинин, но не само уреа креатинин, туку микроалбумините кои што се првиот индикатор дека нешто еве например се случува со пациентот, веднаш да се почнат да се даваат. Значи тоа се така наречени SGL T2 лековите и подоцна кај пациентите кои што се со веќе со дијагностициран дијабет, тоа ни се како финеренонот, односно лекови кои што исто така може да направат стагнација на таа протеинурија, може да направат стагнација, односно прогресија на бубрежната болест, намалувањето на морталитетот кај пациентите од кардиоваскуларни болести. Значи, лекови кои што во денешната медицина многу допринесуваат и сите клинички студии веќе го покажуваат истото, каде што можеме да делуваме на тој начин. Да не заборавам да ги напоминам редовните контроли кои што мора да се направат од офталмолошки аспект, значи да преглед на очно дно и сите тие кои што мора да бидат насочени барем еднаш до 2 пати годишно, преглед на крвни садови, доплер на артерии, на вени, да се види каква е циркулацијата во тие крвни садови, кардиолошки да се прегледаат ехо ехокардиографски преглед на срцето, обично ЕКГ, значи контрола на крвниот притисок, и од нефролошки аспект да се направат ултрасонографија на бубрезите со овие лабораториски анализи. Доколку пациентот ги следи тие напатствија, се што ќе се појави ќе отстапува од регуларни, од тие или нормални параметри кои што ние ги држиме во една контрола, значи има време да се реагира. Да. Тоа е кога се однесува за превенцијата, пред се едуцираноста во однос на тоа што би можело да биде како симптом, па доколку такво нешто забележиме, но велите и рутински прегледи кои што треба да се прават и без никакви симптоми, за во случај нешто не дај Боже да не се појави. Стотици милиони луѓе широм светот се соочуваат со дијабетот и веројатно она кое што ни го носи денешницата секако е од позитивната страна современите терапии, новата технологија која што може да помогне во лекувањето, но она кое го доживуваат секојдневно лицата со дијабет е една посебна приказна, веројатно индивидуална, но во многу слични со слични моменти. Ако зборуваме за тој, веројатно тоа веќе Бојан со години е навика, преминато во навика, но специфичен начин на живот и ограниченост, да кажеме, во многу нешта. Ако зборуваме за исхраната, ако зборуваме за физичките активности и за се друго кое што може да влијае позитивно или негативно, доколку не се контролира во секојдневниот живот. Покрај мерењето на шеќерот во крвта и оно што е важно како во склоп на лекувањето и терапијата, во другите активности, иако веќе со години нели велиме станува начин на живот, сепак е доста предизвикувачки да се живее со дијабет тип 1 и што е она кое што најмногу е потребно, на кое што најмногу е потребно да се внимава и кое што всушност беше најтешко да се спроведе во твоево искуство или со твоја дијагноза. Најважно за добра регулација на шеќерот е да се слушаат советите на докторите. И ова што го збореше сега доктор Елена, да се прават оние превентивни прегледи, дури и да немате дијабетес. Ние како нација сме познати дека ајве сега на оваа возраст јас ќе одам, ќе мерам шеќер, ќе мерам притисок, ништо не ми е. И тоа зборува за свесноста на генерално на нацијата. Значи благодарение на мајка ми, затоа што јас на 2 години ни светот не сум го познавал, ни дома не сум ја знал просторите, меѓутоа благодарение на нези тоа што била доследна на советите кои што ги давале во тоа време тие доктори што мене ме лечеле на детска клиника, понатаму тоа ми го има пренесено мене како животна навика. Да, малку треба да бидете и барем кога се во прашање деца во некој период и малку построги за да им го всадите тоа. Зборам од лично искуство, на 2 години пак ќе речам, јас целиот мој живот се боцкам, мерам шеќер, внимавам што јадам. Многу битен момент е, би рекол, после слушањето на советите од докторите, исхраната. Докторот ќе ви каже што да правите дома. Од вас зависи понатаму дали вие ќе продолжите селф-дисциплина, што вика. Така е. Да, но тоа верувам дека е предизвикувачки во рана возраст. Многу тежок период, особено за оние времиња кога мене ме дијагностицирале, кога воопшто немаше ниту достапност до апаратчиња, за сензори да не правиме муавет, тоа е последниве 15 на години. Инсулините беа сосема други, не беа со овој квалитет како што се сега,
Така да во денешно време, колку и да е тоа непосакувана состојба, сепак е многу полесно да се регулира шеќерот него ли пред 15, 20, 30 години. Во поглед на ограничувањата, освен, јас не би рекол дека имам ограничување, можам да јадам се, не велам не, затоа што примам два различни видови на инсулин, еден со брзо дејство, еден со споро дејство. Така да тој брзиот инсулин ми дозволува дури, еве сега за празници, великденски, си пробав и баклава, не ми се качи шеќерот апсолутно, затоа што треба да знаете, ние барем сме доволно едуцирани тип единиците, секој вид на храна, се што стои на масата, кога го гледаме со очи, веќе знаеме, ако пружам рака по ова, колку единици брз инсулин ми треба, ама тоа е нешто што се учи низ годините со стажот, така е, да. Инаку во поглед на сето останато живење, сите сфери од живењето, немам некои ограничувања, јас трчам маратони, одам по планини, се качувам, сега нешто последниве 10 години Sky Racingот ми е предизвик, па еден прост пример ќе ви кажам, вчера и завчера имаше фудбал, Лига на шампиони, и да речеме двата дена имаше така интересни утакмици, не може човек да остане, ние што сакаме фудбал, нели? Од таа возбуда мене шеќерот ми се качи. Значи ни храна ни ништо, него едноставно паѓаат голови, промашуваат фудбалери, вие го гледате тоа не се нервирате, ама емоцијата е така и тоа е адреналин, ама и тоа е можеби дел во ризик факторите за кои што треба да внимаваат пациентите. Па многу јасно, значи покрај тоа што контрола на тоа што се конзумира и нели се очите не можат да конзумираат, барем очите ќе конзумираат, ама не и телото. Е многу, стварно еден од многу битните фактори на таа една селф-дисциплина која што споменав пред малку и исто контролата на својот адреналин. Да, затоа што секоја стресна ситуација знае да го покачи гликемискиот, нели, гликемијата да покачи, но не само гликемијата, ќе го покачи и крвниот притисок, па сето тоа ќе има влијание врз самиот организам. Значи, тешко е да се живее, мислам, предизвикувачки е и од аспект дека од рана возраст за децата, каде што треба да му објасниш дека со своите другарчиња ова може, ова не може, и таа една едукација која што ќе почне од најраната возраст, ако е соодветно спроведена, резултира со долгогодишно живење, односно со навика за живење со дијабет. Значи тоа е само една промена во животниот стил која што ја тераш до крајот на животот. И доколку се само едуцираш, мислам, не само едуцираш, те едуцираат нели на почетокот другите, но после исто така самиот си влијаш на себе си, има многу добри резултати. Кај пациентите кои што се рефрактерни, значи дали лекарот зборува ова не смее да се зима, толку лебни единици, нели ограничување на јаглен хидрати, има пациенти кои што јас сум на инсулин, можам да каснам, нели се, или не сум на инсулин, сум на орална антидиабетична терапија, каде што буквално и во нашите амбуланти и покрај тоа што пациентите земаат терапија, имаат гликемија од 9, 10, гликолизиран хемоглобин од повеќе од 6,5, значи 7, 8, 9, каде што тоа всушност е нерегулиран шеќер. И кога вие имате нерегулиран шеќер, овие коморбидни состојби кои што дополнително ќе се појават од кардиоваскуларен аспект, од нефролошки аспект, од офталмолошки аспект, со сигурност ќе се појават. Таму недостасува дисциплина. Таму недостасува дисциплина, недостасува едукација. Нашите можеби и едукативната свест, мислам, пропагандите кои што би требало да се појавуваат како програми на социјалните или медиуми, на телевизиите, би требало да ја подигна таа свесност. Значи, треба да се поработи на подигнување на свеста на популацијата. Затоа што не напомена некој од вас на почетокот дека храната која што ние конзумираме спаѓаме нели во земји кои што се со висока преваленца на дијабет. Точно, но не само со висока преваленца на дијабет, туку и со висока преваленца на состојби како компликации од дијабет, бидејќи најголем број од пациентите кои што завршуваат на дијализа се пациенти со дијабет и со хипертензија. Тука лежи клучот каде што ние како лекари треба да влијаеме на таа превенција, односно
од матичните лекари да пројде, нели треба да почне секако се, да се праќаат на специјалистите и специјалистите да ги спроведуваат понатака со тие редовни контроли, каде што мислам дека ќе го доведеме во едни рамки сето тоа кое што нема да доведува до токави големи преваленции понатака во едината. Контролирање. Да, контролирање. Соодветно, да. Вие споменавте доаѓате од центарот Диамет, односно од специјалната болница по нефрологија со дијализа, тоа е центар за дијализа, па и тоа сакав да го потенцираме колку од пациентите кои што завршуваат на дијализа, на еден макотрпен процес кој што нели е секојдневен, се всушност и лица со дијабет. Голем е процентот, морам да кажам, и во денешни статистики се уште перзистира. Кога пациентот ќе дојде, значи кога ќе настане бубрежна прогресија, нели имаме ние одредени параметри кои што го следиме истото, кога пациентот е во одреден стадиум, например трет стадиум, трет А, трет Б, четврти стадиум, значи ние се уште имаме некоја контрола врз истото, дали е таа со одредени лекови, кои што ги напоменав на почетокот, модерната медицина веќе го дозволува истото. Но кога веќе ќе навлеземе во стадиум 5, каде што бубрежната афекција е многу поголема, односно бубрезите се веќе оштетени, односно крвните садови се веќе оштетени, тогаш единствениот тераписки ефект и ефект на нели за пациентот да му се пролонгира животот е всушност дијализата. И тука е тој момент каде што пак ќе се вратам, мора да го превенираме, затоа што сепак кога инвестирате нели во дијализа, а претходно не инвестирате во своето здравје, е нешто што е малце некој обратен ефект. Ако земете другите европски земји, каде се, а каде сме ние во однос на таа ментална, односно не ментална, медицинска, се извинувам, едукација, е многу стварно поразлично. И од тука треба да почнеме, затоа што се почнува од превенцијата. Кога имате добра превенција, имате и добри резултати, за да не се доведеме еве пациентите да завршуваат на дијализа како последен тераписки момент кој што бели го спасува нивниот живот. Не дека не се живее со дијализа. Се живее со дијализа. Значи ние имаме пациенти по 35 години кои што живеат на дијализа, но квалитетот веќе на живот е поразличен. Затоа што слободата која што ти ја имаш како пациент кој што не си на дијализа е многу поголема, а веќе кога ќе се приклучиш на дијализа е веќе лимитирачка. Да, апсолутно се да. Живее и со дијабетес. И со дијабетес, само начинот на кој што ќе си го прифатиш. Треба да имате можности. Пример, Бојан, дека понекогаш, знаете, кога, веројатно и на тоа сте сведоци, кога ќе им се даде одредена дијагноза на пациентите, психичкиот момент е оној кој што игра многу голема улога и таа борба, која што понатака, првиот момент на себе прифаќање дека нешто мене ми се случува е многу тежок, но од друга страна си одличен пример дека и од рана возраст животот со дијабет може да биде на едно високо ниво и дека освен оние пропратни моменти со терапиите и стресни ситуации, сепак на крајот од денот си функционален во многу големи јас можеби сум немал избор, 2 години е премногу рана возраст. Меѓутоа, моја топла препорака до сите луѓе кои што подоцна ќе им биде дијагностициран тип 2 дијабетес или нарушување на метаболниот процес и систем во нивниот организам, нека го прифатат тоа, затоа што нека им пројде низ глава помислата дека секогаш постои нешто многу полошо. Така да со дијабетесот се живее, нека внимаваат што јадат, колку пати јадат, нека ако не знаат, нека прашаат, нека се едуцираат, цело време збориме овдека за едукација. А јас сакам само, ако ми дозволите, да на апел пак ќе се вратам до она што лично мене ми е најголемата болка и на нас што сме тип единица, апел до Министерство за здравство и до сите тие таму доктори кои што ги креираат критериумите, нека ги сменат за да можеме сите да имаме поквалитетен живот, да ги сменат критериумите за добивање сензори, затоа што сензорот многу го олеснува животот. А како сега за сега се снаоѓаш Бојан со сензорите? Значи во ситуации кога чувствувам дека сум нестабилен, секогаш постојат моменти кога нели или периоди од животот кога сте напнати, кога имате некои ситуации кога шеќерот не можете да го контролирате, си го купувам сам сензорот. Да, има кај нас се наоѓаат. Но е голем трошок ако тоа е огромен трошок. правите... Да, значи сензорот трае 10, одредени сензори траат 14 денови, цената им се движи од 60 до 80 евра. И сега ако вие тоа го помножите за да имате барем еден месец добра контрола, тоа се 3 сензори најмалку во текот на еден месец, по некој си 4.000-4.500 денари, тоа е голема сума на пари која што треба за да јас имам квалитетен живот.
и добро за да не станам пациенти на другите клиники, да не правам трошок понатаму во општеството, при тоа да не забораваме дека ние сме даночни обврзници. Не сме ослободени од ништо во оваа држава, дури немам ни гратис градски превоз, немам ни, како диабетичар зборам, немам гратис паркинг на било кој паркинг во Скопје, значи ние се плаќаме во оваа држава. А сме хронично болни пациенти, така не третира државата, така да, ете, валјда не е тоа толку голем трошок да се издвојат уште некоја сума на пари за сите што сме тип единица да добиеме сензори. Да, и нашата статистика не е мала, ако зборуваме за нашава земја, спомена околу 12 или 13%. Па да, преваленцата во Македонија е некаде 12-13% од популацијата. Оние кои што се диагностицирани, веројатно тој процент е поголем, затоа што имаме и недиагностицирани кои што не ми е ништо, не одат на превентивни прегледи. И живеат по така. Посебно, особено треба да одат на проверка на шеќерот и на притисокот обезните, луѓето со дебелина. Да, ние извинива на минатата недела баш зборувавме за таа висока стапка на дебелина која што ја имаме и кај децата и генерално. Кај децата многу повеќе. Да, кај децата е веќе да речам и алармантно. Да, и оттаму потребата да се зборува вака гласно во медиумите за навистина да се зголеми свесноста, затоа што и тоа е еден фактор кој што понатака во животот нели може да доведе до оваа состојба. Да, многу јасно, затоа што обезноста е нарушен веќе метаболен синдром, или во телото, одредени фактори кои што влијаат на истото. И пак ќе се вратам дека доколку на време се реагира со одредени лекови, и денешната медицина, GLP-1, така познатиот Оземпик, Вегој, значи има стварно палета на лекови кои што не треба луѓето да ги користат толку во естетски аспекти, туку во аспект на лекување, доколку веќе имаш диагностициран диабет, доколку има обезност, доколку има одредени кардиоваскуларни заболувања, значи каде што имаме веќе почетни знаци за хронични болести, да се третираат од ендокринолозите, мислам колегите тоа го прават, и да се стават во тие програми каде што вистински ќе имаат редукцијата на телесната тежина и ќе имаат многу подобар ефект од самите терапии. А кога станува збор за децата, тука се едукативните програми кои што пак се враќаме цело време на таа едукација, каде што таа брза храна, тие нездрави чипсови, се што се конзумира, сендвичи, благи, значи треба на детето да му се каже дека зеленчукот и овошјето имаат предоминација во самиот тип на исхрана, нека биде тоа зготвена храна која што детето треба да ја конзумира, а не нешто што ќе го најде нели попатно. Физичката активност кај децата е исто така многу битна. Денешното скролање на телефони и затварање и седење, тој момент грицки, телефон, компјутерот го резултира. Факт е дека секојдневието ни е тешки предизвикувачки, но секој може да одвои саат време, не мора да спортува, да пропешачи. Да пропешачи. Да. 1 саат секој од нас може да најде после работа, после училиште, после факултет. Па и на пат до работа. И да се дојде и пешки до работа, така. Се наоѓа време и начин доколку се разбира тоа се сака. И тоа е една препорака исто од докторите, но јас би се задржала само кон крајот на уште еден важен момент. Ги споминавме ризик факторите на неколку пати во разговорот, но да го ставиме акцентот на ризик факторот генетски, кој што меѓу другото и претходно споминавме какво е неговото влијание во однос на диабет тип 1 и какво е неговото влијание во однос на диабет тип 2. Во смисла на повторно ако зборуваме за превенцијата и навремените прегледи, веројатно оние кои што ако диабетот тип 1 има навистина силен генетски фактор, тогаш значи дека доколку самиот родител се соочува со таков диабет, апсолутно дека уште од рана возраст детето треба да посетува превентивни прегледи уште пред да се забележат тие симптоми, како што било случај кај Бојан. Во однос на генетскиот фактор, кога веќе го знаеме како таков, што е оно што може да се направи во однос на превенција? Мала корекција само ќе направам, дека не значи дека ако родителот има диабет тип 1 дека и децата ќе имаат. Значи постојат родители кои што имаат тип 1 и децата немаат. Но тука е моментот каде што треба да се пристапи кон прегледи, односно да се прават тие контролни прегледи на гликемија, да не случајно во растот се развие, но не значи дека ќе се развие. Во однос на тип 2, генетската предиспозиција е некако подоминантна, така ако родителот има тип 2 диабет, може да се развие и кај
децата, но нема да се развие од раната возраст, туку ќе се развие веќе понатака во животот. Но и зависност од тоа како ќе живее. Така, но и зависност од тоа како ќе се живее. Доколку има некој што знае дека родителот нели има генетска предиспозиција за истото. Не е тоа само за дијабетот, тоа исто за кардиоваскуларните заболувања, за било кој каде што имаме ние генетска предиспозиција и каде што е главен анамнестички податок е нас во нели кога се зема анамнезата кај самиот пациент, ако тој знае и внимава, може и до крајот на животот ништо да не се појави. Но ако не внимава, тогаш веќе имаме зголемен фактор на генетскиот, односно зголемен генетски фактор кој што и текако ќе се активира низ годините. Дали тоа ќе биде стрес, дали тоа ќе биде исхраната, дали ќе биде значи било кој тригер кој што може да го резултира. Значи пример имаше доста пациенти кои што во текот на ковидот, значи имале таква некоја си гранична гликемија, се активираше дијабет. Значи, како некоја откочница која што допринесе да се, значи затоа реков, не секогаш исхраната и стресот може да допринесат, туку може да допринесат и одредени болести кои што сепак се стрес на самото тело, може да доведат до активација на дијабетот. Се на некој начин повторно се сведуваме дека треба да се научиме само да се контролираме, да ги гледаме нашите деца, значи се нешто што ќе се појави од аспект дека не е физиолошки, значи нешто што не сме го приметиле до сега, дека детето отстапува од секојдневието или претходно, или ако е во случајов мало, тука не може да се примети многу дека ќе отстапува, ама е нешто што родителот треба да има фокус кога станува збор за раната возраст, а она другото е веќе сами да си влијаеме на себе си, дека дисциплината е нешто што е клуч во целата ситуација. Одлични совети, Ева, како за крај едно заокружување или завршување токму со таа порака, и верувам доста едукативно делувавме денеска за оние кои што не следат, но и за оние кои што за жал се соочуваат со овие состојби, за кои верувам дека и покрај тоа што нормално знаат за својата терапија или и начинот на живот, секогаш е добро дојдено да се слушне еден ваков продуктивен и конструктивен разговор. Бојан, за крај, како поранешен претседател на Сојузот на дијабетичари, како човек кој што веројатно е во комуникација со лицата со дијабети, исто се соочуваат нели со одредени предизвици, колку и сметаш поучено од минатото нели од оваа функција како таков, дека има влијание тоа кое што се прави во самиот Сојуз, здруженијата, дали се слуша гласот на оние кои што се дел од здруженијата, кои што практично преку меѓуимите си ги кажуваат своите маки и апелираат? Знаете како улогата на тие здруженија и сојузи е токму таа да се апелираат сите недостатоци во системот, во општеството, во здравствениот систем. Се надевам, во последно време некако мислам дека малку затаија здруженијава, не фокусот им се, не ја знам причината, меѓутоа мислам дека малку го испуштија од ритам, го изгубија ритамот на следење на актуелните состојби. Требаше да се направи малку поголем притисок на се ова што се случуваше изминативе месеци. Недозволиво е, не зборам за терапијата, нејзе ја има постојано, меѓутоа она што мене ми дава информација колку инсулин треба јас денеска да вблизгам во моето тело, тоа се тие апарати. Недозволиво е да вие бидете индолентен и да седите мирен и да не апелирате дека нешто не се случува, кога се случува, актуелно е, кога ние меѓу нас во тие разноразни групи, Facebook, Instagram групи, комуницираме, ги следиме состојбите, ама тоа треба малку потранспарентно и погласно да се врши тој притисок. И институционално да се решава проблемот. И институционално, апсолутно. Ние зависиме првенствено од државата и од институциите, што е жалосно. Тука само да напоменам дека ние пробавме да стапиме во контакт со Сојузот на дијабетичари, не успеавме да ги добиеме, исто така сакавме да обезбедиме некој член од здруженијата и во тоа не успеавме, но верувам дека во иднина ќе имаме малку повеќе информации од таму, но ни беше задоволство што на еден ваков начин можевме да отвориме оваа тема, заради тоа што ова е проблем или предизвик за лицата со дијабет кој што трае и за кој што нели навистина е особено важно да малку продискутираме, а верувам дека и добро дојдено во однос на сите на кој што го спомена и доктор Елена за превенцијата. Ви благодариме за вашето време и за гостувањето. Благодариме. Задоволството беше наше.